Да беше морето мастило, а небото книга, пак не ке можеа да се донапишат сите маки што семејството со години ги трпеше од оваа жена. Или нема власт во оваа држава, или некој од власта лично ја искористува и штити, па таа продолжува и понатаму неказнето да уништува туги животи. Исто како што му правеше 23 години и на нејзиниот сега веќе покоен сопруг. Вака ја започнува својата болна приказна блиска роднина на седовечната прилепчанка ЛВ, која стана фатална за некои од своите интимни пријатели и пошто деновиве стана позната во јавноста. Незината роднина вели дека иако таа веќе неколку години е избркана од дома, сепак семејството се уште имало страф од неа, бидејќи била жена која била подготвена на се. И едно од незините деца си ја отвори својата душа пред Алфа. Не сакаше да зборува пред камера. Вели се срамат од луѓето, бидејќи нивното семејство од секогаш важело за честно и угледно. По смртта на мојата мајка, татко ми се прежени со неа. Јас имав само 6 години. Уште во 1998 година ни снема голема количина семејно злато, зашто таа бесрамно ја обвини баба ми дека била стара и го загинала. По смртта на татко ми пак во 2016 година дома најдовме платежни картички од повеќе за нас непознати луѓе, како и туги пасоши на лица од Велес. И картичките и пасошите веднаш ги пријавивме во полиција, но од тогаш еве се до сега изгледа дека никој ништо не презел. Луѓе ни идеа нон-стоп наврата, си ги бараа парите. Идеше и полицијата да ја бара неа, ама ништо еве. Татко ми од срам од луѓето, а и заради нас, покриваше се и ја трпеше се до својата смрт, раскажува НВ. Она што најмногу ги чуди, но и вознемирува овие луѓе е тоа што таа се уште е на слобода, иако, според информациите од полицијата, официјално има 2 активни кривични пријави од 2014 и 2018 година, а и судски налог од одделот за извршување на санкции уште од 2016 година за дело направено во 2014 за кое парично е глобена во висина од 24.600 денари. Семејството никогаш не открило каде и зашто го трошело украденото.